Во Македонија и во Босна и Херцеговина се одбележуваат 12 години од смртта на поранешниот македонски претседател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа кај Ротимље во близина на Мостар. Во авионската несреќа што се случи на 26 февруари 2004 година загинаа претседателот на Република Македонија Борис Трајковски и 8 члена македонска делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. За несреќата која се случи во атарот на Матич брдо, кај селото Хусковичи во близина на Мостар, за причините за падот на Кингерот, за тоа дали се случила авионска несреќа или било тероризам, од тогаш до сега беа извршени 2 истраги и објавени 2 извештаи на 2 комисии со кои раководеа Салко Бегич и Омер Кулич, а во кои учествуваа и македонски експерти. И двата извештаи кои се разликуваат сепак како причина за падот на Кингерот се наведуваат пилотски грешки и други индиректни системски пропусти. Дојран доби нова пешачка патека, уредена и осветлена, достапна за сите. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својата официјална страница на Facebook ги сподели фотографиите од новата патека, додавајќи дека е остварено уште едно ветување за граѓаните. Дојран доби нова пешачка патека, уредена и осветлена, достапна за жителите на општината и туристите кои го посетуваат Дојран. Како и што претходно ветивме, изградена е во должина од 2864 метри, со широчина од 4 метри, од кои освен пешачка зона има и простор за велосипедисти. Истата е продолжение на претходно изградената прва фаза, која пак беше во должина од 2650 метри. Новата патека ги поврзува нов и стар Дојран, за што се инвестираа над половина милион евра. Оваа најнова содржина представува еден од многуте чекори од планот за претворање на Дојран за атрактивна и посекувана дестинација на туристичката мапа на државата, напиша председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својата Facebook страница. Прв пат од почетокот на мигрантската криза Словенија успеа да врати мала група имигранти во земјите од каде потекнуваат, соопшти словеничката полиција. Станува збор за 7 ирачани и 1 иранец кои пред 2 седмици Австрија одбила да ги прими, па престојувале во бегалскиот центар во Постојна. Тие потпишале изјави дека сакаат што побрзо доброволно да се вратат во матичните земји, бидејќи нивните очекувања не биле исполнети, изјавиле за словеничкиот дневник журнал представници од словеничката полиција. Од почетокот на годинава низ Словенија минале 96.586 имигранти и бегалци. Моментно во бегалските центри, поради строгата контрола за влез во балканската рута, престојуваат само 500 лица, од кои околу 100 побарале азил во Словенија. Во последните 2 седмици Австрија вратила во Словенија повеќе од 100 имигранти, па сега постои проблем за нивно сместување. Германските власти не знаат каде се околу 130.000 бегалци кои од минатата година се во државата, објави весникот Süddeutsche Zeitung, повикувајќи се на текстот од одговорот на германското МВР на прашање на пратеник од левите. Од документот се гледа дека 13% од странците што пристигнале во Германија лани како кандидати за азил не се појавиле на местото на новата регистрација. Вкупно, лани во Германија пристигнале 1,1 милиони кандидати за азил. Германската полиција претпоставува дека исчезнатите емигранти можно е да се упатиле кај своји роднини или пријатели во други држави од Европската унија или се приклучиле во криминалните групи и останале во Германија нелегално. 4 лица загинаа, а други 14 се ранети во американската сојузна држава Канзас при инцидент кога вооружен маж почнал да пука врз своји сограѓани и колеги во фабриката за косилки за трева во која што работел. 3 лица биле убиени при нападот што го извршил Седрик Форд, кој пак бил застрелан во пресметка со полицијата. За сега не се познати мотивите за овој инцидент, освен што полицијата е отфрла можноста дека станува збор за терористички напад.